At home, we are, as it were... Во 1939 година САД беа единствената светска сила без меѓународен радиосервис финансиран од владата. Во екот на Втората светска војна, владата на САД одлучи дека треба да се спротистави на нацистичката пропаганда, така што на 1 февруари во 1942 година Гласот на Америка го имаше своето прво радиоемитување во Европа. Водителот Вилијам Харлан Хейл ја отвори програмата на германски јазик со зборовите: Hier spricht die Stimme Amerikas. Ви носиме гласови од Америка. Од денес натаму, секој ден, ќе ви зборуваме за Америка и за војната. Веста може да биде добра за нас, веста може да биде лоша, но ние ќе ви ја кажеме вистината. До јуни 1942 година Гласот на Америка рапидно растеше. Од своето прво седиште во Њу Јорк, Гласот на Америка се прошири во Канцеларијата за воени информации во Вашингтон, каде што започна со производство на информативни програми на 27 јазици, што незините моćни предаватели на кратки бранови ги емитуваа низ целиот свет. Популарноста на Гласот на Америка ќе продолжи да расте по завршувањето на војната, ширејќи американската музика низ светот преку програми како легендарната Време за джез. This is the Voice of America Jazz Hour. The music of jazz parallels the freedom that we have in America. Мисијата на Гласот на Америка беше да допре зад железната завеса и да донесе вести и информации во областите во светот каде слободата на печатот беше ограничена или непостоечка. This is the Voice of America broadcasting worldwide. President Kennedy is dead. Во текот на 1960-тите и 70-тите години, Гласот на Америка презеде значајни чекори кон тоа да стане една од водечките светски меѓународни радиодифузери. Во тоа време, техничките капацитети за емитување програма во секој дел од светот беа значително зголемени. Гласот на Америка беше медиумот што им овозможи на милиони луѓе да слушаат известувања во живо за стапувањето на Нил Армстронг на месечината. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Сепак, за време на 8-годишниот мандат на директорот на Гласот на Америка, кој најдолго служил на оваа функција, Кенет Гиденс, агенцијата го зголеми својот кредибилитет преку директно известување за два настани: војната во Виетнам и скандалот Вотергейт. Известувањето на Гласот на Америка не само што предизвика пофалби од американскиот печат, туку и од слушателите на секој дел од светот, бидејќи десетици илјади изразија благодарност за сеопфатното и објективно известување на Гласот на Америка. Препознавајќи го својот огромен потенцијал и потребата за модернизација, Гласот на Америка почна да ги обновува и ажурира програмските и техничките способности уште повеќе. Гласот на Америка ги зголеми своите преноси на кинески и кантонски јазик во 1989 година, за да им донесе на десетици милиони кинески слушатели точни извештаи за продемократското движење, кој го исполни плоштадот Тиенанмен во Пекинг и улиците на десетици кинески градови. Есента и зимата истата година, Гласот на Америка известуваше за историските промени што ја зафатија Источна Европа и Советскиот сојуз, промени за кои се заслужни барем делумно Гласот на Америка и другите западни меѓународни радиодифузери. По падот на железната завеса во раните 1990-тите и постепеното прифаќање на Источна Европа на демократските идеали, Гласот на Америка продолжи со секојдневниот протек на точни и објективни вести и информации во регионот. It's music time in Africa. Останаа некои водечки програми, вклучително и музички и образовни програми. Музичко време во Африка на починатиот етномузиколог Лео Саркисјан, тој влезе во четвртата деценија на градење мостови меѓу САД и Африка.
Саркисјан има снимано и собирано музика од речиси секоја африканска земја, а неговата програма останува најдолготрајната музичка емисија на Гласот на Америка што се емитува на континентот. The VOA Special English Емисијата Специјален англиски обезбедува вести и информации за милиони ученици што учат англиски ширум светот, како што агенцијата колективно почна да допира до нова публика преку интернет и мобилни уреди и да ги документира растечките предизвици на светот, кои постојано се менува. Денес Гласот на Америка е модерен и мултимедијален меѓународен радиодифузер, кој обезбедува вести и информации на повеќе од 45 јазици на повеќе платформи. Публиката ширум светот пристапува до програмите на Гласот на Америка преку радио, телевизија, интернет и социјалните медиуми. Повеќе од 3500 радио и телевизиски станици ширум светот добиваат програма на Гласот на Америка преку сателит или преку интернет. И повеќе од 300 милиони луѓе сметаат на Гласот на Америка за вести и информации за нивниот свет секоја недела. Гласот на Америка е прва во истакнување на слободата на печатот во региони во светот каде што има недостиг, давајќи им глас на безгласните во борбата против дезинформациите и дезинформациите преку новинарството, нудејќи и длабинска анализа и свежи перспективи за светските настани. Гласот на Америка и натаму продолжува да прифаќа нови технологии и платформи, додека ја прилагодува својата програма за да ги задоволи потребите на својата глобална публика. И покрај тешките услови и понекогаш непријателските средини, новинарите на Гласот на Америка, како и техничкиот и административен персонал што ги поддржува, остануваат посветени на нивната задача за точно и непристрасно известување. Низ светот, токму ова известување ги поврзува заедниците и на својата публика понекогаш им го дава единствениот вкус на нецензурирани информации. Гласот на Америка ќе продолжи да споделува вести за Америка и светот, преку нашите новинари, уредници, продуценти и целиот персонал. Гласот на Америка ја продолжува традицијата подолга од 80 години и служи како сигурен и авторитетен извор на вести и информации за сад низ целиот свет. Па дури и денес. Без разлика дали вестите се добри или можеби лоши, ние ќе ви ја кажеме вистината.